Ние немаме точен број на бројот на заболени говеда, но она што го имаме како информација дека енормно се шири болеста во сите региони во Македонија и токму затоа 3 месеци потенцираме на пропустите и грешките кои што ги направија македонските институции, за кои што се обврзани и со меѓународни документи, протоколи, но и со законските и подзаконски акти во Македонија. Мора да организираат штабско работење во кое што секојдневно, транспарентно ќе информираат македонската јавност за тоа каде се појавуваат жариштата, кои мерки се преземени. Сведоци сме на погрешно применети мерки, на доцнење на вакцината, на раскинување на еден договор со една компанија, па склучување со друг, но и сведоци сме дека само во соседна Србија, за доцнење на вакцината од 2 дена, владата го разреши директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Македонија вакцината доцни 3 месеци и зборуваме постојано за грешки и пропусти кои што беа направени и за кои што дури не се обидуваат ниту да демантираат. Токму ради ширењето на болеста, алармираме за активност на институциите, но во овој момент неопходно е и министерот и директорот на агенцијата веднаш да поднесат оставки и да стручни лица го преземат справувањето со оваа болест во Македонија, бидејќи последиците ќе бидат огромни. Може да прашаме надвор за неделя? Може. Вчера имаме став во однос на замрзнувањето на фондовите на Европската унија. Излегувте со официјален став, меѓутоа дали сметате дека овој чек од Брисел го прави затоа што Македонија веќе подолго време е заглавена во политичка криза, односно одлуката на Брисел е политичка во дадениот контекст кон Македонија, затоа што е ова прв пример на замрзнување на средства од Европската унија и мислам дека е прва земја во Западна. Ова е лоша вест за Македонија и Европската комисија точно го адресираше виновникот. Одговорноста токму ја лоцираше во неспособноста и немањето на капацитет на владата за спроведување на реформи за кои што постојано повикува и со меѓународни извештаи кои што се правени преку скенирање на состојбите во Македонија, алармира Европската комисија. Ние со години наназад укажуваме дека не се спроведуваат реформи во државата кои што се неопходни и кои што на некој начин е ова резултат на погрешните и на криминалните политики токму на владата. СДСМ во целиот овој период целосно се придржува на договорот од Пржино. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е единствената политичка партија која што се придржуваше и до врските и до роковите. ВМРО-ДПМНЕ постојано или ги одолговлекува обврските кои што ги има преземено со договорот од Пржино, а во целиот овој процес постојано и ги прекршува одредбите на овој договор. Се со цел да немаме фер, слободни и демократски избори и да се одолговлекува кризата и за жал да се сочуваме со последици какви што се сочуваме денес. СДСМ е единствената политичка партија која што донесе политичка програма, изборна програма, која што работи штабски и постојано се придржува и на договорот од Пржино и на законските одредби кои што беа преточени од тој договор во позитивните прописи на Македонија. Целосно сме посветени на реализацијата на тој договор и на што побрзо исполнување на сите услови, се со цел во Македонија да имаме фер, слободни и демократски избори, што е единственото решение на политичката криза во Македонија. Десет години ВМРО-ДПМНЕ имаше можност да потврди капацитет за искористување на сите средства од Европската унија. Да се подсетиме на разговорите од проектот Вистината за Македонија, каде што точно министерот за финансии лоцираше и разговараше за тоа како не се потребни овие средства да влагаат во буџетот, се со цел да не се врши контрола на начинот на кој што ВМРО-ДПМНЕ и оваа криминална власт ги трошат овие средства во целиот овој период. Ние, кога бевме внатре во институциите, може да го потврдам и со пример од институцијата во која што доаѓам, од првиот ден кога бевме во Министерството, алармираме за неискориsteноста на овие средства кои што стојат на располагање од Европската унија, конкретно во случајот неискориsteноста на ИПАРД фондовите.
И во ниту еден случај не сме имале можност, алатка за било каква блокада. Напротив, учеството на СДСМ внатре во институциите беше да се зголеми капацитетот и на администрацијата и на министерствата, се со цел да се користат овие средства од предпристапните фондови на Европската унија. Има најави дека помош од Европа ќе продолжи да се скрати за Македонија. Дали опозицијата има такви најави од средбите со представниците, надворешни представници, и дали реално е да се очекува дека ќе се заострат мерките ако ситуацијата во земјата не се нормализира? Немаме најави за дополнителни мерки кои што би биле преземени од Европската комисија, од Европската унија. За жал да повторам, како резултат на криминалните политики на владата и на прекршувањето на договорот одпржено постојано од страна на ВМРО ДПМН и негово со тоа одолговлекување на политичката криза, за жал Македонија се соочува со вакви мерки и за жал тоа е на штета на сите граѓани. СДСМ останува целосно посветен на целиот овој процес кој што треба да доведе до фер, слободни и демократски избори веднаш, што побргу, и сме спремни да на таквите избори фер, слободни и демократски ја и понудиме и нашата платформа, и нашата програма, и нашите капацитети, и сме убедени дека граѓаните ќе застанат на страната на вистината, на страната на Македонија. Ако не се нормализира ситуацијата на ова неговоравте, дали е можно да се заострат мерките? Тоа прашање ќе го адресирате до органите и телата на Европската комисија кои што ги на некој начин изрекуваат овие мерки. Ние немаме информации за тоа. Благодарам.